колега Зендели, во однос на вашето обраќање, во однос на Законот за финансиска стабилност, во оваа финансиски нестабилна ситуација, мораме да потенцираме дека самиот предлог на закон предвидува во својата цел и статус да формира комитет, дека целта на комитетот е да допринесе за постигнување и одржување на финансиска стабилност во земјата. Ова може да го постигне со една единствена цел, ако истиот има намера да го постигне тоа, само да навлезе во делот на буџетот каде што се предвидени 1,3 милиарди евра за стоки и услуги и трансфери и субвенции. Ова го потенцирам бидејќи имаме галопирачки суми кои што од година во година растат. Ако во 2020 година сме имале, внимавајте, тендери во 4 очи за вредност од 11 милиони евра во однос на пандемијата која што се однесуваше, во 2021 година имаме трикратно повеќе, 35 милиони евра склучени договори во 4 очи. 35 милиони евра кај што не се знае каде се завршени овие пари и за што се наменети. Како ќе правиме стабилност во финансискиот сектор и во буџетот на Република Македонија кога имаме испумпување на вака енормни суми, бидејќи сето ова е систематски подготвено. Зошто? Кога зборувавме за буџетот за 2022, кога зборувавме дека не е реален и не е поставен на здрава основа, вие, почитувани колеги од мнозинството, ги поддржувавте вака воспоставените проекции. Но тогаш ви укажувавме дека по однос на стоки и услуги имаме 856 милиони евра и по однос на субвенции и трансфери 397. Овде се најголемите злоупотреби и најголемиот испумпувач на државни пари и затоа имаме нестабилен финансиски сектор. Овој закон е да допринесе за стабилизација, меѓутоа комитетот, доколку нема и политичка волја и здрава основа во институциите да ги има релевантните параметри и да дава конкретни насоки за подобрување на оваа состојба, нема ништо да се реализира. Ова го покажуваат и досега истражувањата во однос на инфлацијата. Од месец во месец имаме зголемување за 2%. До крајот на годината со вашето темпо на движење ќе имаме повеќе од 24% инфлација.